Добар ден! 12-та емисија од серијалот Гарден клуб Градини. Во денешната наша рубрика Практични алати ќе ви представиме неколку типови на алати за обработување на почвата. Типот на алати за обработување на почвата зависи од карактерот на вашиот градинарски простор. Ако одгледувате зеленчук или обработувате нова градина, најпотребни ќе ви бидат алатите за копање. Меѓутоа, ако градината е обликувана и уредена со тревни површини и со леи со трајни растенија, алатите за површинско уредување, например мотиките, ќе ви бидат многу попотребни. Лопатата е основен и извонредно погоден алат за општа обработка на почвата. Има два основни типа. Класични лопати за копање и помали, полесни лопати за обработување на леите. Некои производители изработуваат и лопати со средна големина, кои се погодни за сите видови копање, а полесни се од класичните лопати. Некои лопати имаат и така наречена папуча, што овозможува со ногата полесно да се притисне лопатата во земјата, а наедно ги штити обувките од оштетување. Но таквите лопати се потешки и поскапи. За копање по големи површини можеби се најпогодни поголемите лопати, со работна површина од 30 на 20 сантиметри. А ако ви е тешко да копате со лопата или ако треба да обработите поголема површина, може би поисплатливо да купите автоматска лопата. Градинарските вили исто така се користат за општа обработка на почвата. Тие се згодни и за растресување на тврдите делови на почвата и за нанесување тенок слој органски ѓубрива. Две вили заедно, свртени со задниот дел, без голем напор може да се користат за делење на густите трајни растенија. Повеќето градинарски вили имаат 4 метални шилци, а се произведуваат во две големини – класични и вили за леи. Поретко може да се најдат вили чија големина е меѓу класичните и оние за леи. Понекогаш може да најдете и други типови вили. Например, вили за вадење компир, кои имаат пошироки и сплескани запци, а најчесто имаат и поширока глава во споредба со класичните вили и често се позгодни од лопатите кога треба да копате тешка почва. Главата и вратот на вилата мора да бидат направени од еден дел, а дршката треба да има пречник, што ќе одговара на пречникот на вратот на вилата. Обичниот челик се користи за изработка на повеќето градинарски алати. А ако по употребата се исчисти и се премачка со масло, овој челик нема да раѓосува, а алатот може да се остри. Иако алатот од челик што не раѓосува е поскап и не може да се остри, тој значително го олеснува копањето, зашто земјата полесно паѓа од челикот што не раѓосува. Алатот премачкан со слој, кој го спречува лепењето, исто така го олеснува копањето и чистењето, но со текот на времето и со подолга употреба, таквиот слој отпаѓа.
Дршката на лопатата или вилата треба да одговара на висината на корисникот, зашто така ќе му се намалат болките во грбот. Класичната должина на дршката се движи од 70 до 73 см. Постојат и подолги дршки до 98 см, но тие се погодни за луѓе повисоки од 1 метар и 70 см. Рачките се изработуваат од дрво или метал, со тоа што металните понекогаш се обложени со пластика или најлон. И двата вида се многу цврсти, но дури и металните рачки може да се скршат ако се преоптоварат под незгоден агол. За разлика од дрвените, металните дршки не може да се сменат. Металните рачки, иако обложени со пластика, се постудени за држење од дрвените во зимскиот период. Земете го алатот врака, така како што ќе го употребувате, и проценете кој тип најмногу ви одговара. Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Од 27 август до 1 септември традиционално по 7 пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци етрокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден Клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012.
Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Без оглед на тоа дали ја преуредувате својата градина или градината наследена од поранишниот собственик. Една од најтешките задачи е тоа како сите идеи да се пренесат во просторот или да се вклопат во постојната состојба. Се што веќе се наоѓа во градинарскиот простор треба внимателно да се истражи и да се процени кои елементи ќе можат успешно да се вклопат во вашата визија за градина, а кои ќе треба да се отстранат, бидејќи не соодветствуваат со вашиот вкус и со стилот на градинарскиот простор. Сите елементи на градината треба да го поминат таквото истражување, бидејќи дури и оние што изгледаат непроменливи можат да се дотераат со вешто дизајнирање и со умешно садење. Се разбира, ништо не може да влијае врз формата и големината на градината, ако има обликувани решенија со кои може да се постигне тесниот простор да делува пошироко, отворените места да станат засолнети или грубите линии да станат поблаги и понежни. Инспирацијата за преобликување може да дојде како резултат на вашата фантазија, но и како резултат на посетата на други градини. Пред да почнете да ја цртате грубата скица, поминете определено време внатре во градинарскиот простор, размислувајќи за разновидните можности. Најраната фаза за планирањето градина треба да биде времето поминато за објективно, трезвено наблюдување и за критичка анализа на она што веќе постои и на она што се сака да се постигне. Ако на оваа фаза не и посветите доволно внимание, резултатот најчесто ќе биде лошо и долготрајно планирање. Развивањето на градинарскиот простор на подолги патеки бара јасна визија, при што треба да се занемари постојната состојба. Во оваа фаза треба да се заборави цената, работната сила и другите практични работи. Одредувањето на намената на градината и на начинот на кој тоа може да се постигне значи остварување на сонот кој ќе ги обедини стилот и особеноста, вашата собствена индивидуалност во просторот како целина. Дури и во случај основниот план да се остварува со бавно темпо, јасно определената крајна цел ќе ви овозможи ефикасна контрола во следењето на отделните фази во развојот на градинарскиот простор. При процената на постојната градина постепено ќе почнете да го сваќате обемот на измените што ќе го бара преобликувањето. Во овој стадиум е корисно да се размисли за тоа дали сакате и дали можете да го изведете новото обликување наеднаш или работите и трошоците ќе ги пролонгирате за неколку години. Корисно е во бележникот да се внесуваат и мислите и идеите за сите елементи во постојната градина и да се споредуваат со собствените желби. По анализата на многобројните можности што би можеле да доведат до посакуваниот резултат, многу идеи ќе отпаднат,
а ќе останат само оние што се во согласно со положбата и со големината на просторот, со времето во кое живееме и со локалните услови на почвата. Многу корисно ќе се покаже и прегледот на конструкциите, на крутите површини, на украсните елементи и на растителниот материјал, бидејќи ќе ви помогне во одлуката што од постојното да се задржи, што да се преобликува, па потоа да се вклопи во просторот, а што да се премести или целосно да се отстрани. Сентименталниот однос на сопственикот кон неговата долгогодишна градина може да има многу негативна улога. Честопати некои растенија што воопшто не се вклопуваат во целината на градината поради несоодветната големина или поради тоа што се заразени со болести, сепак се задржуваат на своите места само затоа што се добиени на подарок или го потсетуваат сопственикот на некоја случка, на некој роднина или драг пријател. Кога градината добива нов сопственик, овие неусогласености се забележуваат многу пообјективно. Например, без многу размислување, новиот сопственик ќе го отстрани дрвото див костен, кое целосно ја одзема светлината на терасата. Разбирливо е што индивидуалноста, како важен елемент во креирањето на интересен градинарски простор, е резултат на сосема лични идеи и желби. Без оглед колку тоа изгледа невообичаено, може би токму тие причини му даваат на градинарскиот простор единствено обележје, па затоа уште еднаш добро размислете пред почетокот на работите. Непромислениот или пристапот направен на брзина може да предизвика неочекувани, честопати негативни последици. Например, соосечењето на четинарите само поради тоа што веќе не се во мода, може да се загуби корисната заштита од погледите од соседството или да се уништат гнездата на птиците, кои толку многу сте сакале да ги наблюдувате. Тие следната пролет нема да се вратат. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Следува интересен прилог за едно растение од родот четинари, кој кај нас е познат како цедрус или кедар. Кедар или цедрус е четинар од семејството на борови. Во него се вклучени две врсти кои се распространети во високопланинските области на Медитеранот и западните падини на Хималаите. Родот кедар е сроден со родот на елката, што може да се воочи во градбата на шишарките. Билките од родот кедар се високи зимзелени дрвја со широка и неправилна крошна кај постарите стебла. Подвиеноста на врвот на стеблото е карактеристика за овој род. Иглите на цедрусот траат од 2 до 6 години и може да бидат во различни бои, од жолто-зелени до пепеласто-плави, и тоа различно распоредени на кратки и долги гранки. Кратките гранки поседуваат до 40 собрани во прамени, додека на долгите гранки иглите поединачно и спирално се распоредени. Физиолошката старост на цедрусот достигнува околу 30 до 40 години. Цвета во есен.
Машките цветови се јавуваат во вид на исправени шишарки со жолта боја. Цедрусот потекнува од грчкиот збор кео или гори, бидејќи ова дрво се употребува за кадење. Поголемиот број современи извори го третираат атласкиот кедар како посебна врста на цедрус атлантика, но некои извори сметаат дека тоа е подврска на либанскиот цедрус. Во оквир на овој род се наоѓаат уште 2 до 3 врсти на зимзелено дрво, чиј ареал е ограничен на подрачјето на јужниот и источниот Медитеран и на западните Хималаи. Овој вид достигнува висина и до 40 метри и пречник на стеблото до 2 метри. Хабитусот е конусен, а гранките се усмерени косо кон врвот. Круната на цедрусот е широка и неправилна, со исправени или подвиени врвови. Кората после 20 до 30 години пука доста длабоко. Иглите на конусот се пократки од 25 мм. Најчесто се плаво-зелени или сребрено-зелени. Поретко се чисто зелена боја. Тие се четвороаголни или троаголни на пресекот, доста крути, шилести и со 2 смолни канали. На една краткорастечка гранка ги има околу 25, а на стеблото се задржуваат од 2 до 6 години. Цедрус атлантика е еднодомна врста. Машките стробили се долги околу 5 см и се наоѓаат во исправените реси на врвовите. Женските стробили се исправени и постепасти. Цветањето е во септември и во октомври. Шишарките се озреваат во зима, но на некои видови и на пролет или после 3-та година од цветањето. На исто дрво можат да се најдат 3 врсти на шишарки. Зрелите шишарки имаат по-јајчест облик со рамен или втиснат врв. Тие достигнуваат должина од 5 до 7 см и ширина од 4 см. Зрелите шишарки се распаѓаат, пошто на нивното место останува исправено круто врептено. Плодните љушпи на шишарките се околу 3,5 см широки, цврсто се прилепени и секоја носи по 2 семиња во пазувите. Семето е со големо триаголно крило. Без него е долго околу 12 мм. Атласкиот кедар во природата расте во северозападна Африка, на планините Атлас и Риф. Формира планински шуми, најчесто чисти, или во комбинација со алжирската елка, со чесминот и со италијанскиот јавор. Атласкиот кедар е базифилна и хелиофилна врста, а добро поднесува и климатски екстреми, па се смета за најотпорна врста на кедар. Расте брзо, релативно е отпорен кон штетниците. Потолерантен е на суша од поголемиот број на четинари. Кај нас често се среќава во парковите. Се одгледува како солитер или во помали групи во градските средини, споради својата декоративност. Оваа врста се размножува со себе и тоа со сетва веднаш после зреењето во есен или во март после стратификацијата. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Устје. Ресторан Гламур, свадбен ресторан.
Хорти дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Овој пат екипата на Гарден клуб беше нагости во една градина во населбата Јурумлери. Бевме поканети и ја посетивме градината на семејството Петрески. Се работи за градина од 1400 метри квадратни во правоаголна форма. Градината има два влеза. Едниот води директно до куќата, а другиот е на средината од градината. Ова е градина која се формира повеќе години, но интензивно почнала да се уредува во 2005 година. Голем љубител на убаво уредените градини е најстариот во семејството Петрески господинот Слободан, кој е и главен креатор, односно дизајнер на целиот простор во градината. Слободан е љубител на медитеранскиот стил на градини, па затоа оваа градина изобилува со елементи во кои главна улога има каменот и секако водата. Несекојдневен елемент на оваа градина е тоа што таа има сквер, односно од главниот влез во градината води патче и се доаѓа до мал, симпатичен сквер, кој е практично крстосница на неколку патеки по кои се движат посетителите на оваа градина. Градината има два летниковци, кои овозможуваат сосема различен поглед во одредени делови на градината.
бидејќи оваа градина има повеќе содржини кои се навистина интересни, секој на свој начин. Ексклузивитет е тоа што во градината има 3 посебни фонтани, една рекичка, езерце и монтажен базен. Интересно е тоа што сите овие водени катчиња се засебни и сите функционираат посебно едно од друго. Кога сме кај водените партитури, во непосредна близина на куќата околу старата цреша има рекичка, која е во облик на круг и над која е направено малечко мовче. На главниот влез, веднаш до скверот, е втората фонтана. Помеѓу двата летниковци се наоѓа исто така малечка фонтана, но со поголемо длабоко езерце, кое набргу ќе биде порибено. И последната и најстара фонтана, која веќе е обрасната со бршлен и делува навистина диво и природно, е веднаш паралелно во однос на помалиот летниковец, кој е омилено катче за пиење кафе на членовите на семејството Петрески. Оваа градина изобилува со мноштво растенија од нашето поднебје, но тука се и неколкуте екзотични растенија кои даваат посебен шмек на оваа градина. Собственикот Слободан во една посета на Швајцарија набавил и младо растение од родот на палмите. Трахикарпус фортунеи е инаку палма која издржува температури до минус 18 степени Целзиусови. Оваа палма е засадена во центарот на малиот сквер со надеж дека со текот на годините ќе израсне во едно сериозно и раскошно дрво кое ќе биде централен украс на овој дел од градината. Од екзотичните растенија тука се и бананите, како и многу ретката кинеска урма, која веќе има цвеќе и плодови. Големата цреша, како и јаболкниците, сливата и кајсиите, покрај тоа што се украс на оваа градина, тие се вистинско освежување со своите плодови во некои месеци од годината. Интересна медитеранска нота на оваа градина и даваат и повеќето пампаси, трски кои одлично се вклопени во амбиентот во кој преовладуваат камени детали, украсени со повеќе видови на перени, еунимуси, хедери и други разноврсни ситни растенија. Од зимзелените растенија, оваа градина располага со неколку аризонски чемпреси, повеќе видови на туи, меѓу кои туја ауреа нана, туја смарагд, туја розенталис. Градината има и големи оформени пицеи, кои се китат во зимските месеци. Покрај другите растенија, тука се и неколку видови на руши. Исто така, посадени се и саликси, кои се во фаза на формирање на крошните. Во богатата флора на оваа градина се вклучуваат и неколку млади дрвца од медитеранскиот шармер леандерот. Семејството Петрески се гордеат со тоа што нивниот Слободан речиси се сам направил во оваа градина. А вредно е да се напомене дека нивната градина минатата година била избрана за најубава во општина Газибаба. Навистина бевме пријатно изненадени од гостопримливоста на повеќе семејства од населбата Јурумлери, кои ни ги покажаа своите убаво уредени градини, но за тоа во некоја од наредните емисии. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во ова издание од емисијата. Ви посакуваме пријатен ден.